Гледате Дневникот на Сител. Во студиото со вас Славица Арсова. Добро вечер, гледате Дневник. На почетокот настаните на денот. Граѓански протест со барање за почист воздух. 365 дена во годината не дишеме чист воздух. А живееме близко до УСЕ фабриката. Тоа е страшно. Отрави дишеме. Се бара дислокација и построга контрола на загадувачите. УПС го прифати предлогот на владата за 2 години платите на административците да пораснат за 40%. Од утре Safe City нема само да гледа, туку и ќе казнува граѓаните со големи очекувања. Апсолутно сме гледати сами. Значи сигурно за едно 80% возачите се придржуваат на прописите. Новинарка осудена затоа што споменала име на судија и премиерот и новинарските здруженија со остра реакција. Владата го чека нон-пейперот од Брисел, но останува решена да цели кон полноправно членство. А во тема на денот за барањето на СДСМ за зголемување на минималната плата на 600 евра, на што се темаат баквите пресметки, може ли бизнисот да издржи едно зголемување од 50% на минималната плата, но и на останатите плати во системот, а што СДСМ ќе направи во однос на планот на владата за укинување на техничката влада за следните избори, какви се состојбите на Бихачка. Во тема на денот ќе разговарам со потпредседателката на Социјалдемократскиот сојуз Јованка Тренчевска. Останете со нас, почнува Дневник. Граѓанската иницијатива Стоп за усие денеска организираше нов протестен марш во Скопје под мотото Профит за усие, болест за народот. Тие бараат цементарница усие да се затвори или да се дислоцира. Маршот почна пред владата, продолжи кон собранието и Министерството за животна средина, каде повторно беше побарана итна реакција и построга контрола на загадувачите. Александр Динев го следеше протестниот марш. Со транспаренти, свирежи и јасна порака за чист воздух, голем број граѓани предводени од иницијативата Стоп за усие маршираа по скопските улици. Протестот почна пред владата, застанаа пред собранието и завршија пред Министерството за животна средина. 365 дена во годината не дишеме чист воздух. А живееме близко до УСЕ фабриката. Тоа е страшно. Отрави дишеме. И тие отрови сведок су дека ги испуштаат во утринските часови. Од 2 почнуваат кога точно градот спие. Затоа убав е слоганов Скопје надвор не за индустријата, туку да се разбудат граѓаните. Тоа го прави усие од 2 наутро до кај 6 и за време на викендите. Многу итро, големи итреци сме. А дишаме загаден воздух и ни пречи загаденоста секако. И еве се бориме да не биде така. Значи си ја сакам Македонија, ама не ја сакам ваква нечиста, брљава и загадена. Јас дојдов затоа што имам право на чист воздух. Од иницијативата Стоп за усие ги повикаа институциите да ги исполнат нивните 9 барања. Едното е да има ЦЕМ систем, едното е да бидат поставени мерни станици околу цементарница усие, да биде тргнат дел од деловна тајна од законот за индустријата, односно да знаеме со што се горува усие, што не се горува усие. Пред Министерството за животна средина ги повикаа институциите да обрнат внимание во март, кога компанијата треба да почне постапка за обнова на интегрираната дозвола. На 12 март усие повторно ќе аплицира за да ја обнови дозволата. Тука е моментот каде што ние како народ вистина можеме да влијаеме да не закатуваат. Апелирам до Министерството за животна средина да запосле компетентни луѓе, да преземе одговорност, затоа што оваа дозвола практично значи дека подпишале смртна пресуда за 3 до 5.000 луѓе кои што живеат во околината на фабриката. Вие не сте единствениот загадувач, но сте еден од многуте. И денеска сте во фокусот. И додека не го добиеме оно што го бараме,
нема да се откажеме. Од Титан Усија повеќе пати посочија дека работеле согласно законските прописи во државата и дека повеќе од еден месец биле цел како што велат на неосновани напади. Премиерот денеска изјави дека демократско право е да се протестира. Работиме на сите можни начини да обезбедиме да имаат граѓаните поздрава и еколошки почиста средина. Тоа што сега група граѓани излегува да го протестира, секој протест јас го поддржувам и мора сите да го поддржиме, секој протест не можеме да не го поддржуваме. Од граѓанската иницијатива Стоп за Усија најавија нови протести доколку не бидат исполнети нивните барања. Александар Динев, Сител телевизија. Владата понуди УПОС прифати предлогот на премиерот Мицкоски за зголемување на платите на административците, а синдикатот најави дека ќе го подпише. Во следните 2 години околу 8.000 вработени во правосудството и управата треба да добијат зголемување од 40%, додека за повисок минималец во приватниот сектор Мицковски остава синдикатите и работодавачите да се договараат сами. Опозицијата бара платите да растат веднаш и ја повикува власта да го изгласа нивниот предлог за минимална плата од 600 евра. Владата понуди, УПОС прифати предлогот на премиерот Мицкоски за зголемување на платите на административците, синдикатот ќе го подпише. Во него се предвидува во следните 2 години околу 7.800 вработени во правосудството и управата да добијат 40% зголемување. За повисок минималец во приватниот сектор, Мицкоски остава синдикатот и работодавачите да најдат решение. Е битно каде ние ќе појдеме и ќе го подпишеме. Тоа е понудата е ставена на маса и доколку се прифати од нивна страна, нема никаков проблем, тогаш и овие 7.700-7.800 државни службеници и административци ќе добијат, повторно ќе кажам, за 2 години и 2-3 месеци од денеска минимум 40% повисоки плати. Вработените во правосудството и управата земаа најниски плати од државните институции, во просек околу 28.000 денари, вели Деановски. Сега конечно ќе дојде до зголемување на нивните примања, а местото каде ќе се подпише е најмалку важно. УПОС, за оној мандат што ми е даден мене од страна на членовите на УПОС, го прифаќа овој предлог. Понеделник, вторник, среда, кога му одговара на премиерот, кога му одговарат на министрите, да се дојде да се подпишат овие колективни договори, да завршиме оваа голгота, бидејќи административците и колегите од правосудството имаат најниски плати во државната администрација, во јавната администрација. Опозицијата пак смета дека платите треба да се зголемат сега, а не за 2 години. Затоа ја повика власта да го изгласа законот кој го доставија до собранието за зголемување на минималецот на 600 евра. Сегашното ниво од 400 евра минимална плата не обезбедува доволно заштита за животниот стандард и не ја следи реалната структура на трошоците на едно просечно домаќинство. Работниците буквално се борат за парче леп и не може да чекаат до 2028 година. Македонија денес има најниска минимална плата во регионот и во Европа. Зголемување на минималецот за 12.000 денари и на сите останати плати за 6.000 денари е барањето на ССМ. Ако не се прифати, од следната недела најавија блокади и протести. Први ќе бидат пратениците од Законодавниот дом. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Премиерот од Тетово порача дека економските резултати доаѓаат до израз, повикувајќи се на најновите бројки за индустриското производство. Според податоците што вчера ги објави Државниот завод за статистика, индустриското производство во декември е зголемено за 2,3% во однос на истиот месец лани. Имаме повторно раст на индустриското производство, мислам дека беше околу 2,3%, но тоа што е поважно е што цела 2025 година, после многу долго време, индустриското производство расте, негде близу 2%. Истото важи за преработувачката индустрија, тоа се два важни драйвери во економијата. Тоа е уште една потврда дека резултатите од напорната работа на владата доаѓаат до израз и во периодот кој што следи очекувам уште подобри резултати. Од утре камерите на улиците почнуваат да гледаат се. Safe City официјално стартува, а денес е последниот ден кога за прекршуците ќе добиете само опомена. Системот почнува во Скопје, Куманово и Тетово, како и на коридорите 8 и 10, а во првата фаза ќе се детектираат 4 видови на прекршоци. Додека МВР верува дека се е подготвено, граѓаните веќе се соочуваат со проблеми со апликацијата и дилема дали прекршочниот суд ќе издржи бран на нови предмети откако казните ќе станат реалност. Тамара Дичовска.
Од утре камерите на улиците почнуваат да гледаат се. SafeCity системот започнува со работа, а денеска е последниот ден кога возачите кои што брзаат, поминуваат на црвено, непрописно паркираат, меѓутоа и возат возило кое што не е регистрирано, ќе добијат само опомена. Од утре опомените завршуваат, а почнуваат казните. Од 15 па се до 500 евра, па дури од земање на возачката дозвола. SafeCity системот започнува со работа во Скопје, Куманово и Тетово, како и на коридорите 8 и 10. Во првата фаза на системот ќе се детектираат само 4 прекршоци. Системот Безбеден град е исклучително важна инвестиција во безбедноста на сите граѓани и целата држава. Ќе спасува човечки животи, ќе го регулира сообраќајот, а ќе ги санкционира сите оние кои не сакаат да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи на сопствена штета и на штета на другите учесници во сообраќајот. Камерите се поставени на критичните сообраќајни точки, каде што често се случуваат сообраќајни прекршоци. Сообраќајната култура е значително променета изминативе 2 месеци откако SafeCity беше на тест период, велат граѓаните. Се вози поспоро, се почитуваат правилата, но и самите возачи морале да го променат начинот на кој возеле досега. Мене 2-3 пати ме фати ова и ми дојде решение дека сум пресекорен, но ќе внимавам. Еве, колку се промени вашиот начин на возење во овој тест период? Многу. Јас сум бивши тркач, релиста. Така да за мене многу тешко, али мора да се прилагодам. Апсолутно, не сменете гледати сами. Значи, сигурно за едно 80% возачите се придржуваат на прописите за вожење во град. Еве, сметате дека од утре уште повеќе ќе се намалат оние прекршоци? Мислам да, зашто? Мислам да тоа што кога ќе почне треба платиме казни, тогаш ќе бидеме повнимателни. Што гледам, луѓе почитуваат, ама има пак поединци што не почитуваат. Пак си возат брзо. Сметате еве од утре кога ќе почнат казните, дека можеби тоа ќе ги спречи? Ама не. Ама се надевам дека во наредниот период сигурно ќе ги спречи. Пошто ќе биде упрашање пари, најверојатно воспитно ќе влијае на граѓаните. И додека ресорното министерство верува дека се е подготвено пред самиот старт, сепак остануваат нејасноти за граѓаните. Онлайн апликацијата која ја најави МВР, каде ќе може да се провери историјата на сторени прекршоци, како и податоците за возачот и возилото, е деломно функционална. На некои им успева да се регистрираат, на некои не, па ќе мора тоа да го прават на отворените шалтери на МВР. Но тука проблем имаат и фирмите кои имаат службени возила и не можат да пристапат до апликацијата. Дополнително се отвари прашањето што ќе се случува со поголемите прекршоци кои ќе треба да одат и пред прекршочниот суд, кој работи со изброј на суди и капацитети, а предвидувањата се дека бројот на предмети со стартот на SafeCity драстично ќе се зголеми, со оглед на стотиците илјади прекршоци кои беа евидентирани, дури траеше тест периодот на системот. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Во тема на денот, како што најавив, моја гостинка Јованка Тринчевска, подпредседателка на СДСМ и поранешна министерка за труд и социјала. Добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер и благодарам на поканата. Ќе почнам со предлогот на СДСМ, представен вчера, за измени во законот со кој минималната плата треба да порасне на 36.960 денари, нешто повеќе од 600 евра. Зошто ваков предлог и зошто напуштање на формулата која се поведе токму во вашето време како министерка? Може би беше една од првите работи која ја направивте кога дојдовте во секторот труд и социјала. Така, за да објаснам зошто го поднесовме овој предлог на закон за измени и дополнување на законот за минимална плата, сакам само накратко да се вратам наназад, кога дојдовме 2016 на власт. Платата минимална беше 10.080 денари, меѓутоа не за сите сектори. Трудоинтензивните сектори има минимална плата од 8.000 денари, да во 2017 ги изедначиме сите дејности во државата со минимална плата и ја зголемиме на 12.000 денари. Во 2022 кога станав јас министерка, донесовме во преговори со синдикатите и со работодавачите, тоа е целта всушност и на економско-социјалниот совет, влада, работодавачи и синдикати да седнат и да преговараат за минималната плата и за се она што значи подобри и поголеми работнички права, донесовме политичка одлука
да се зголеми минималната плата од 15.200 на 18.000 денари и да воспоставиме еден систем во зголемувањето на минималната плата. Тоа е таа методологија која што е 50-50. Значи, покрај воспоставувањето на методологијата, владата во услови кога тоа го бараат работниците, меѓутоа тие барања се издржани кога имаме повисока инфлација во државата, за да се зголемат платите, за да се обезбеди еден подостоинствен живот на работникот и на неговото семејство, владата треба да носи политичка одлука за зголемување на минималната плата надвор од она што значи методологија. Но од тогаш не се напушти никогаш таа формула, 50% од зголемувањето на цените, односно инфлацијата, 50% од растот на простичната плата. Дали ваквиот предлог сега значи дека таа формула не била добра? Видите, во меѓувреме, кога од 2022 до 2024 имавме ние во тој период економска криза, ценовна криза, енергетска криза, имавме и антикризни мерки кои што значеа и повеќе пари во семејствата. Значи беа таргетирани и работниците со минимални плати, и семејствата без приходи, и пензионерите, за да можеме да обезбедиме повеќе приход во секое семејство. Ова носењето на една политичка одлука не значи напуштање на оваа методологија, туку интервенција на владата да се подобри животниот стандард на граѓаните. Ние годината ја завршивме со 4% инфлација, но во реалноста, во маркетите цените растат многу повеќе од она што е реален процент на инфлацијата. И во ваков момент владата не смее да бега од тој диалог помеѓу работниците и работодавачите, да ги остави тие сами да се договорат, а знаеме дека никогаш нема да има договор помеѓу работникот и работодавачот во однос на зголемувањето на минималната плата. И она што е многу важно во тој период кој ги носевме сите овие покачувања, зголемување на минималната плата, ние имавме и одредени бенефиции за работодавачите. Тоа е законот за поддршка на исплата на минималната плата, односно делот придонесите да ги исплаќа владата. И затоа ако владата смета дека или пак работодавачите сметат дека тоа ќе биде некаков поголем терет, а нема да биде терет за самите нив. На крајот на денот профитот на секој работодавач го прави работникот и благодарение на трудот кој што го вложува работникот на своето работно место, капиталот се оплодува, односно профитот се зголемува на работодавачите. Споминавте вие дека многу кризи имаше во изминатите години, фактот дека граѓанинот е осиромашен од сите тие кризи. Во 2022 година, за која што зборувавте, имавме рекордна инфлација од 14,2%. Во тој момент, ова зголемување за кое што зборувате, од околу 12%, беше представено како голем чекор за помош на тој стандард кој што е загрозен од тековните кризи. Оваа година завршивме со околу 4% инфлација, а барате зголемување на минималната плата за околу 50%. Како ја објаснувате оваа диспропорционалност на оно што кога сте можела, сте го направила, со ова што сега кога вие не можете, односно не го носите товарот на последиците, го барате да го направи некој друг политички чинител? Во времето на економската глобално светската економска криза, секаде во светот беше инфлацијата толку голема да постепено почнуваше со надминување на кризата се намалува таа инфлација. Денес имаме ние плата од минимална плата од 24.379. Значи имаме час на работникот вреден 138 денари, односно 2,2 евра. Работникот кој што работи на минимална плата толку е платен, или дневница од 8 часа изнесува 1100 денари. Дали 1100 денари се доволни за да можеме да обезбедиме достоен, пристоен, хуман
човечки живот на едно семејство кое што живее со една или две минимални плати. Во меѓувреме, ние ја следиме и синдикалната минимална кошничка која што во декември 2025 година е зголемена за скоро 1000 денари, 921 денари, изнесува 66.413 денари, односно 2,8 минимални плати е потребно на едно семејство за да може основните своји екзистенцијални потреби да ги задоволи. И ова не е плата за достоен живот. Не е плата за едно нормално функционирање на едно 4-члено семејство. Дополнително што постојано имаме зголемување на цените во маркетите, постојано зголемување на режиските трошоци, парно, струја. Значи, се тоа да не зборуваме за некаков културен живот за да може да одат на театар, во кино или на било која друг вид на културна забава, на одмор и рекреација. Од тие причини го поддржуваме барањето на синдикатите. Имаме легитимно право како Социјалдемократски сојуз, враќајќи се наназад на оние политики кои што ние сме ги креирале во делот на минималната плата, имаме легитимно право да бараме да минималната плата се зголемува и да го поддржиме работникот во своите барања. Впрочем, и една од вредностите, идеолошките вредности на Социјалдемократскиот сојуз е токму поддршката на синдикатот, односно работничките права. И целосно се согласувам со и бројките кои што ги кажавте, навистина е така, никој не може да биде против раст на платите, јас не можам да бидам против раст на платите, јас работам за плата, знам колку секој денар на крајот од месецот е значаен. Платите мора да растат, но проблемот е напуштањето на формулите и напуштањето на индикаторите, и за платите и за пензиите. Владата го напушти системот на формули во делот на пензиите, што исто така може и вие го толкувавте и како еден вид на политичка манипулација. СДСМ тврди дека на есен може да ни се случат избори. Владата ако сега напушти формули кои што се законски, може да се свати тоа како политичка манипулација со гласачите. Така, и од друга страна двојните стандарди. Ако велите сега дека треба да порасне за 50% платата, зошто за 50% не порасна вкупно минималната плата во целиот мандат на СДСМ како влада? Политичка манипулација, ако го земете бројот на работници и платите кои што ги имат, она што ние сега го правиме, не би рекла дека е политичка манипулација, туку е прифаќање на барањата на работниците. Еден работник или двајца во семејството со минимална плата треба да се грижат за своите деца. Тука е образованието, здравството, сите исхраната, се она што е неопходно за едно семејство да му обезбеди на своето дете еден пристоен живот. Вие со 24.000, ако се зголеми по формулата, по методологијата минималната плата, ќе се зголеми некаде околу 1700 денари, значи ќе дојде до 26.000. Дали со 26.000 можеме да обезбедиме пристоен живот за едно семејство? Не можеме да обезбедиме. И ова не е напуштање на методологијата. Ова е интервенција на владата, да секоја влада треба да се грижи за своите граѓани, за да обезбеди попристоен живот на граѓаните. Повисока плата значи и повисоки трошоци за компаниите. Кога ќе се каже бизнисмен или компанија, сите прво мислиме на оние најголемите, оние кои имаат високи маржи, кои остваруваат големи профити, но тоа не е така. Најголемиот дел од фирмите се мали предпријатија, па и особено надвор од главниот град. Врз кој ваквата одлука или интервенција, како што велите на владата, може да биде сериозен удар. Да бидеме реални, зголемувањето на минималната плата ќе направи притисок врз целиот платен систем. Нема да биде тоа интервенција само кај тие неколку илјади граѓани кои што имаат најниски плати. Изедначувањето ќе биде демотивирачки за останатите работници во системот, што значи дека ќе мора да има едно
зголемување на платите на сите нивоа. Фирмите не можат, тврдат дека не можат да го издржат тоа, особено оние помалите компании и оние надвор од главниот град. Ако дојде до затворање на работни места, до отпуштања, наместо до раст на животниот стандард и подобрување на стандардот на граѓаните, кој ќе ја носи тогаш одговорност? Вакви реакции од страна на работодавачите имаше и во времето и ние кога ја зголемувавме минималната плата и особено во 2022 кога зголемивме на 18.000 денари, истите реакции како што сега се реагира беа и тогаш. Ниедна фирма не затвори, ниедна фирма не тие изгубија дел од својот профит. Меѓутоа и понатаму беа рентабилни и ги сервисираа сите обврски кон граѓаните. Така да затоа нека оваа влада има добри пракси од минатото. Нека воведат, нека го донесат измените на законот за минимална плата со кое што ќе се одобри или ќе се понуди финансиска поддршка, особено на малите и средните предпријатија за уплата или финансиска поддршка во делот на разликата на придонесите од сегашната минимална плата до на минимална плата која што ќе биде прифатена од согласно законот кој што ние го поднесовме. Така да има многу можности на владата ако сака и да го да донесе повеќе приход, да го цени трудот на работникот пред се, да овозможи повисока минимална плата, апсолутно повисоки и останати плати, меѓутоа и да гарантира за понатамошната рентабилност на малите и на средните предпријатија со еден ваков закон. Она што е од сите работници изјава дека со овие плати навистина во ова време ние континуирано имаме зголемување на се, што значи потреба на работникот за еден пристоен живот. Добре, ќе придам и на другите теми. Најавени се одредени разговори помеѓу владата и синдикатите околу ова прашање, ќе видиме кој ќе биде исходот. Се надевам дека ќе има слух владата за да може да ги зголеми платите онака како што бараат работниците. Влегоа останатите политички партии во еден диалог кој следаше по лидерската средба за укинување на пржинската влада, СДСМ се противи на ваквиот предлог, на ваквата можност. Прашањето за укинување на пржинската влада всушност првпат се отвори во времето на владењето на СДСМ и СДСМ имаше позитивен став кон ваквата можност и ВМРО ДПМН имаше позитивен став и останаа конзистентни на тоа дека вакво решение повеќе не е потребно, создадени се демократски механизми, институционални капацитети за спроведување на фери демократски избори без вакви решенија. Зошто СДСМ го промени ставот? Затоа што укинувањето, воведувањето на техничката влада беше со консензус на сите политички партии. И укинувањето на техничката влада треба тој пример да го следи, значи со консензус на сите политички партии, особено на големите опозиционни партии, во случајот Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. И кога се донесе законот, измените на законот за влада, всушност беше предвидено техничката влада да трае само за изборите во 2016 година. Во 2019 година на барање на тогашниот лидер на опозицијата, денес председател на ВМРО ДПМН, односно председател на владата, на негово лично барање како представник на ВМРО ДПМН, беше тргната оваа одредба и измената одредбата во законот за влада да и понатаму продолжи функционирањето на техничката влада. Кога ќе созреат демократските услови во државата, тогаш и ние би биле согласни да немаме повеќе техничка влада пред секои парламентарни избори. Меѓутоа во моментот не се условите такви, за да можеме да кажеме дека техничка влада нема да има. Добро, не се споредуваат со периодот пред 2016 година, кога и меѓународните не се споредуваат со периодот кога СДСМ беше на власт. Зошто? Демократијата беше многу поголема во времето на владење на СДСМ за разлика од сега.
И во овие услови, локалните избори, и јас бев сведок на сето на влијание кое што го имаше, негативно влијание во однос на демократијата во државата, што го имаше за време на локалните избори од страна на Министерството за внатрешни работи и центрите за социјална работа во сите градови. Какви уцени имаше врз граѓаните од страна на овие институции. И вие сега во овие услови да кажете да, ќе важи техничката влада за овие избори, следните кога и да се, за оние понатаму нема да важи. За овие ќе важи. Да. Понатаму, зависно од состојбата во државата, политичките партии треба да седнат и да разговараат. А од сега ние да предвидуваме за 4, 6, 8 години, кога и да се оние после овие избори парламентарни, треба тогаш да се разговара и тогаш политичките партии да се договорат дали е потребно или не е потребно да имаме техничка влада. Во овој момент е неопходно за да ги заштитиме од една страна институциите, меѓутоа од друга страна граѓаните да слободно си го изразат своето право на гласање за одредена политичка опција за кој што тие сметаме дека е неопходно да остане техничката влада. Го споменавте МВР, а и во контекст на изборите, СДСМ се противи на системот Safe City, кој од утре ќе почне да функционира. Изненадувачки позитивни се реакциите на граѓаните за воведувањето на еден ваков систем кој треба да стави некаков ред и да ја зголеми безбедноста на сите учесници во сообраќајот. Секаде во светот, речиси, во сите поразвиени градови и држави, ваков систем има, технологијата се користи за добро. Зошто СДСМ остана надвор од овој процес и не даде поддршка на неговото започнување? Погрешна е перцепцијата дека СДСМ се противи на Safe City. СДСМ е за проектот Безбеден град, затоа што навистина носи придобивки за сите граѓани. Особено за безбедноста на граѓаните во сообраќајот. СДСМ не гласаше за закон за прекршоци. Закон за прекршоци не е безбеден град. Нема безбеден град без законот за прекршоци. Да, меѓутоа е многу поважен кривичниот законник. Затоа што ние поднесовме амандмани. За нас апсолутно и ние во времето на владењето, кога владата ја предводеше СДСМ, го реализиравме, значи и тогаш тече процесот за воспоставување на безбеден град Safe City, како и да е. Меѓутоа, во делот која се носеше кривичниот законник, поднесовме амандмани. Што со податоците во системот на безбеден град? Како ќе се чуваат? Да нема... Скептични сме дека, се сомневаме дека можно е да има злоупотреба. Преку се она што значи личен податок во рамки на системот безбеден град. Вие знаете подобро од мене од кога камерите, рековте, подготвителната фаза е почната многу одамна. Не ја почна владата на ВМРО ДПМН, туку владата на СДСМ. Тие камери беа таму, снимаа, собираа одредени податоци и еве ние како граѓани не знаеме што се случувало со тие податоци во времето кога СДСМ бил на власт. Да, ма сега ги имате насекаде. И демократскиот капацитет е различен на СДСМ и ВМРО ДПМН. Ама тоа така вие тврдите. Не тврдам јас, тоа е и граѓаните го зборуваат. Да, сме имале грешки во одредени сегменти на владењето, затоа сме сега и опозиција, меѓутоа демократскиот капацитет на СДСМ и на ВМРО е различен, на позитивно кон СДСМ, негативно кон ВМРО. Ајде во контекст на тоа. И затоа во тој контекст имавме поднесено амандмани на кривичниот законник да овие податоци во рок од 48 сата се бришат од системот, а само со барање на обвинителството и на судот да можат да одредени податоци да бидат достапни доколку има одредени судски процеси. Тој амандман не беше прифатен. Меѓутоа, и покрај тоа што амандманот не беше прифатен, СДСМ гласеше за кривичниот законник, и затоа што има одредени одредби кои што се однесуваат на родово базираното насилство, на насилството врз жените, усогласувањето со Истанбулската конвенција, која што представува еден меѓународен документ кој што е одличен
во делот на превенција и заштита на жените од насилство и затоа го поддржавме и покрај сите останати одредби кои што сметаме дека не се добри, го поддржавме кривичниот законник. Имаше јавна расправа на барање на опозицијата, на СДСМ заедно со коалиционните партнери, да се одржи ваква јавна расправа. Слушнавме одредени забелешки, коментари од експерти во областа, адвокати, професори, граѓански организации кои што работат на оваа проблематика. За жал, власта немаше слух ниту за едно од барањата и коментарите на луѓето кои што беа дел од јавната расправа. Не прифатија ниту амандман, ние сите тие барања ги преточивме во 9 амандмани и ниту еден амандман не беше прифатен, меѓу кои имаше забелешки токму и за податоците во Safe City. Така да само сликувате ева околу бришењето на податоци. Имавме еден трагичен случај во Скопје во кој податоците од Safe City доведоа до делумно и до расветлување. Зборувам за случајот на Вања. Ако ние ги збришеме за 48 часа тие податоци, може вакви случаи, не дај Боже, да не бидат веќе достапни. Не, на серверот стојат. И тие податоци може да се земат по барање на обвинителство. И тие ќе си стојат одредени, апсолутно. Јас патувам често до Струмица Скопје. И патувам и низ Македонија како пратеничка, меѓутоа и сега подпредседателка на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. За мене безбедноста на сообраќајот е пред се. Знам како се вози, особено во летните периоди кога имаме голема фреквенција на патиштата и буквално го поддржувам Safe City затоа што и мојата безбедност ќе биде зголемена или ја има. Така и не само сообраќајна, туку и генерално, затоа што е навистина значајна. Апсолутно генералната безбедност, но оној амандман кој што го поднесе СДСМ, власта требаше да има слух и да го прифати. Се вратам на оно што го споминавте за демократскиот капацитет на СДСМ како констатација од ваша страна дека е далеку поголем од оној на ВМРО ДПМН, па јавноста се прашува како се изгуби тој демократски капацитет за да секој оној кој што излезе со критика за раководството од кое што вие сте дел беше буквално оцрнет и распнат од актуелното раководство без никаков слух за некоја натрепартиска дебата, оставање на можност за различни мислења. Каде е тој демократски капацитет? Видите, кога се работи за внатрешно партиски прашања или забелешки во делот на функционирањето на партијата, дебатата треба да биде внатре во партијата. Не треба да биде на социјални мрежи, не треба да биде во медиуми. Зборувам за внатрешно партиски проблеми или забелешки во делот на функционирањето. И за оние партиски другари за кои што велите дека беа отцрнати, повеќе пати се биле внатре во партијата на разговор со лидерот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, се биле повикани за да се слушне нивната забелешка. Ние пред недела ден имавме конгрес на партијата, највисокиот орган на партијата, и јас искрено се радувам што конгресот помина во една одлична, позитивна атмосфера со голем број на дискусии од страна на делегатите кои што се на овој конгрес и не беа, имаше и конструктивни критики, затоа што таму е место да кажеме која е нашата забелешка во делот на функционирањето со цел да се подобри функционирањето на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. И секако дека како раководство сите овие критики кои што беа забелешки на беа дадени забелешки на функционирањето на СДСМ ќе бидат разгледани, ќе бидат прифатени, затоа што и нашата цел е подобро да биде организиран и подобро да функционира Социјалдемократскиот сојуз. Предлог за избор на претседателите на општинските организации од членството, а не од лидерот, е прифатлив за раководството? Апсолутно.
Затоа и сега го правиме планот натре во партијата, за да можеме сите оние предлози кои што беа во делот на што ќе значат измени на статутот на Социјалдемократскиот сојуз, да отвориме дебата внатре во општинските организации. Со секој член, па дури и со секој граѓанин кој сака да даде придонес за подобро функционирање на СДСМ, ќе отвориме и на следниот конгрес сето онаа што е дојдено од општинските организации, од местните организации како предлог да биде дел од идните измени на статутот за подобро функционирање на Социјалдемократскиот сојуз. Ако членството навистина сака да имаме непосредни избори за општинскиот претседател, апсолутно е прифатливо за нас. Затоа тоа е дел од конгресот, затоа што тој влијае на изборот на раководството. Апсолутно. Претседателот е делегат на конгресот и треба, и затоа реков дека ние сме со поголем демократски капацитет. Добра, ама прифаќање на јавна критика е дел од демократски капацитет, не само на тајна критика за затворени врати. А нашиот аналитички центар има одредени информации, потврдени од повеќе извори, за однесувањето и за сето онаа што го прави власта за да ја подри, за да ја ослаби уште дополнително, да го ослаби Социјалдемократскиот сојуз од внатре. И ваквите изјави низ медиумите, на социјалните мрежи и формирањето на одредени дополнителни политички партии се е со цел како уште повеќе да се ослаби Социјалдемократскиот сојуз, особено во моментите кога излегува со обзнанување на криминалите на оваа власт, со разни тендерски шеми кои што се со докази објавени во медиумите од страна на Социјалдемократскиот сојуз. Така да не е тоа да се оцрни некој, напротив, сме за дебата, затоа што само со една конструктивна критика партијата може да оди напред. Јованка Тренчевска во тема на денот, благодарам за гостувањето. Ви благодарам. Скандалозна одлука на судот во Гостивар која загрозува слободата на информирање. Новинарка била гоната од јавното обвинителство и осудена на парична казна затоа што јавно споменала име на судија во кривичен предмет. Иако и самите пресуди и имињата на судиите се јавни, со оваа пресуда се прави преседан. Новинарката Лиридона Весели го споменала името на судијата Назиф Илјази, кој потоа ја покренал оваа постапка. Сега неговото име е споменато од сите медиуми во контекст на оваа скандалозна одлука, па се поставува прашањето дали обвинителството и судот ќе ги гонат сите новинари. Новинарката од Тетово Лиридона Весели е осудена на парична казна од 700 евра поради тоа што во новинарско известување споменала име на судија со образложение од судот дека со тоа му го нарушила интегритетот. Судската одлука се однесува на низиното известување на социјалните мрежи во кое Весели го навела името на судијата Назиф Илјази, кој присудил 3-месечна затворска казна за случај што новинарката го следела подолг временски период. Според пресудата, објавувањето на името и презимето на судијата било оценето како злоупотреба на лични податоци и како повреда на неговиот интегритет, иако станува збор за носител на јавна функција и судски предмет кој од јавен интерес. Според Весели, ова е преседан во македонското правосудство и нарушување на слободата на медиумите. Само за тоа што ја известував за судска одлука на судија Назиф Илјази, основен суд во Тетово, кој му укинал притвор и изрекол казна од само 3 месеци затвор за случајот со малолетна жртва, јас бев казнета. Основниот суд во Гостивар ме осудил со 700 евра за тоа што го спомнев името на судијата. Директен напад, ова е врз слободата на медиумите. Премиерот Мицкоски ја осуди пресудата за новинарката Весели, која смета за ограничување на слободата на говорот на новинарите. Новинарите треба да етички да се однесуваат, треба да се служат да информираат јавноста. Слободата на говорот е преди над се и било кој напад врз новинар, вклучително и овој за кој што вие сега кажувате, најостро го осудувам и апелирам тоа да не се повторува во иднина, без разлика дали е од страна на некој политичар, некоја јавна личност, судија во случајот и така натаму.
Реагира и од Сдруженијето на новинари. Име и презиме на судија е јавен податок и апсурдно е да се третира објавата на името и презимето на конкретниот судија како повреда на правото на приватност. ЗНМ оценува дека оваа првостепена пресуда испраќа многу лош сигнал за слободата на изразување во земјава. Кривичното гонење на новинари со објавување име и презиме на јавни лица, особено судии, го зголемува притисокот врз новинарството и правото на јавноста да биде информирана, реагираат од Сдруженијето. Ваквата одлука на Гостиварскиот суд против новинарката Весели испраќа негативна порака во однос на слободата на изразување и медиумските слободи. Реагира и од Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Кривичното гонење на новинари за објавување податоци за носители на јавни функции во контекст на извршување на нивната професионална работа создава притисок врз медиумите и го ограничува правото на јавноста да биде информирана. Сите релевантни чинители треба активно да придонесат кон обезбедување услови за непречено остварување на слободата на изразување и информирање, како и за заштита на новинарите и медиумските слободи, се наведува во нивното соопштение. Инаку, според кодексот и новинарските стандарди, новинарите смеат да објавуваат имиња на јавни личности, особено во теми кои се од јавен интерес. Кога се известува за судски пресуди, тие се јавни, како и имињата на судиите кои ги изрекуваат, а тој податок е достапен за сите граѓани, не само за новинарите. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Владата ќе го чека нон-пейперот на Марта Кос, со кој се најавува идеја за членство без право на глас, како обид да се заобиколат можни вета. Премиерот порача дека целта мора да остане полноправно членство. Македонската влада ќе го чека нон-пейперот на Кос, со кој еврокомесарката ќе се обеди да го олесни за членувањето во Унијата, а потоа ќе се произнесе по него. Според најавите, со документот се предвидува членство во ЕУ за новите држави, но без право на глас, со цел да се заобиколат можните вета за полноправно членство. Во меѓувреме, премиерот Мицкоски вели дека државата пред се треба да работи на полноправно членство, а проблемот со Бугарија е да се надмине преку диалог и прифатливо решение. Треба да работиме и да направиме се што треба за да го оствариме втората наша стратешка цела, тоа е полноправно членство во Европската унија. Нема да биде лесно, затоа што претходната влада буквално направи таква компликација со евроинтегративниот процес, предавајќи ги буквално сите позиции стекнати претходно со децении, па сега ги слушам нивните перјаници како ни кажуваат, поништете го договорот, излезете, како да тоа е така во меѓународното право и во меѓусоседските односи. Доказ дека се спроведуваат реформи според Мицкоски и последната одлука на Советот на Европа за завршување на постмониторинг диалогот со оваа институција, нешто што досега не го направила ниту една држава од Западен Балкан. Тоа е настан кој што е рамо до рамо со денот на прогласување на независност на државата. Затоа што со ова признание од Советот на Европа дека се укинува постмониторингот, Европа признава дека оваа држава е зрела демократија, дека се почитуваат човековите права и дека имаме функционална влада која што се грижи за иднината на оваа држава. Оваа влада ги надмина сите претходни влади во делот на почитување на човековите права, демократијата, слободата на говорот и така натаму. Опозицијската СДСМ пак тврди дека во државата се спроведува анти-ЕУ политика и дека реформите не се вистински или целосни. Како ќе реагира ЕУ по толку вложени средства за да ја помогне на Македонија на патот на интеграциите, кога ќе види усвоен закон за правосудство што не е во согласност со препораките на ЕУ и кога ќе види дека Мицкоски ги поставува сопругите на своите колеги од ВМРО за суди и обвинители. Дали ова е патот по кој Македонија ќе оди кон интеграција или кон изолација? Европската комисија во последниот извештај за Македонија нотираше сериозни слабости во правосудството, борбата против корупцијата, слободата на медиумите и во работењето на собранието. Наместо реформи, владата намерно отвара кавги со соседите за да ја оправда изолацијата и да ги блокира преговорите. Се води анти-ЕУ кампања со обвинувања дека Европа е виновна, реагираат социјалдемократите. Кос го најави нон-пейперот за ревизија на политиката на проширување на Унијата уште во октомври, а тој треба да биде објавен во февруари или март. Директен повод за документот е прашањето за членство на Украина, откако Унгарија најави вето за Киев, но тој ќе се однесува и на државите од Западен Балкан.
Сепак, украинскиот председател Зеленски веќе го одби предлогот за асоцијативно наместо полноправно членство. Црна Гора, која е најнапред во процесот и се надева на членство во 28, смета дека нема потреба од ревизија на правилата за проширување. Албанија пак и покрај тоа што ги започна преговорите, оценува дека алтернативното членство е добра опција. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Председателот на СДСМ Венко Филипче во Загреб на Конгресот на Социјалдемократската партија на Хрватска предупреди на, како што рече, се поизразени авторитарни тенденции во Македонија. Порача дека земјата е закучена на патот кон Европската унија. Северна Македонија е застала у процесу интеграција у Европска унија, а влада е напустила широки политички и друштвени консензус о овом питању под испреком да е угрожен национални идентитет. Истина е да се моја земја суочила со многим неправедним и непринципиелним препрекама у процесу европска интеграција, а одговорност за тоа разочарење меѓу нашим граѓанима лежи, измеѓу осталог, и у непринципиелном ставу малот броја држава чланици. Но политика, наша влада и искориштавање фрустрација граѓана како би се ојачали себични интереси владујќeg естаблишмента, што изравно угрожава будучност земја. Тоа е последната информација во овој дневник. На новите вести ги сумираме во вечер.